Добар ден, почитувани представници на медиумите. На моја иницијатива и иницијатива на кабинетот во владата, која беше прифатена од Министерката за труд и социјална политика и од неколку наши граѓански здруженија во Република Македонија, од тука, од владата на Република Македонија, порачувам дека сите наши граѓани може да сметаат на нас како на први сојузници за да ги надминеме пречките. Тука сме, заедно сме. На 3 декември, меѓународниот ден на лица со попреченост, преку ова отварање на портите на оваа институција, директно ги слушаме проблемите и потребите на лицата со попреченост, кои се ранлива група на граѓани, која за жал премногу долго се наоѓаше на маргините. Сметав дека прво ние треба да бидеме пример, да ги актуализираме прашањата кои долго беа избегнувани, како и проблемите на овие луѓе. Да ги отвориме и преиспитаме нашите разбирања и перцепции за попреченостите. И поважно, да ги согледаме можностите и да ги надминеме препреките. Да покажеме дека овие лица може да гледат сојузник во институциите за подобрување на нивната положба, а во исто време да разбереме дека тие се сојузник на целото наше општество. Инклузијата не подразбира сожалување, ами заедништво и сојузништво. И пред се правичен и достоинствен третман во обичниот живот. Да бидеме пример за многу, дури и побогати земји, дека општеството кое прво ја гледа можноста, а не попреченоста, е општество кое ги отворило очите за сите своји граѓани. Како домакин, денеска ги водев моите гости низ дел од работните простории на владата. Ја видовме свечената сала, а во холот разгледавме и 2 уметнички изложби кои ги поставивме тука, а чии дела понатаму ќе бидат ставени во функција на добротворни цели. Видовме прекрасни зајди сонца од Коста Куќа, фотограф со Даунов синдром од Битола. Ги разгледавме илустрациите насловени како Гуш и Бац, инспирирани од зборовите на Ерато Кардула, девојче со аутизам. Настанот го завршуваме со заеднички ангажман подржан од иницијативата Ретвитни оброк, во кој ние, заедно со нашите гости и во соработка со владиниот ресторант, подготвивме и спакувавме 50 на оброци, кои денес ќе бидат доставени до ранливи лица на кои им е потребна подршка. Со ова, уште еднаш, покажуваме дека лицата со попреченост се сојузници на единственото општество кое го градиме и дека за нив не постои пречка да помогнат на некој друг. Нека не постои пречка за никого, да помагаме на секого, да се бориме заедно во ова наша Македонија, да има помош, леп и ангажман за секого. Благодарам.